И покрај најавите и очекувањата дека наводнителната сезона, а со тоа и сеидбата на оризовата култура ќе започнат на 15 април, сепак во првите 10 дена сеат само земјоделците кои вода добиваат од реките. Тоа значи дека наводнителната сезона е започната само во делот на зафаќањето од протечните води, а хидросистемот Брегалница се уште не профункционирал од акумулацијата Калиманци и двата магистрални канала. Деновиве се вршат завршните поправки на десниот магистрален канал, кој со полн капацитет треба да профункционира околу првомајските празници, кога се очекува водата да стигне и до корисниците во општините Штип, Свети Николи и Лозово. Земјоделските стручњаци велат дека е присутно и мало опуштање кај оризопроизводителите, пред се поради воведувањето на сорти со пократка вегетација, која возможува порана жетва. Тоа заедно со климатските промени, кои се непредвидливи, овозможуваат културата навреме да вегетира и да созрее, што е пресудно за навремено собирање на родот. Инаку во Кочанската котлина пролетва под ориз ќе бидат посејани над 4500 хектари, што представува мало зголемување на површините во однос на претходната година. Вообичаено најзастапени ќе бидат италијанските и турските сорти на ориз, кои во последните неколку години даваат мощни добри резултати од аспект на приноси и квалитет. Меѓутоа, поради фактор дека токму турските сорти се уште не се ставени на позитивната листа, продажбата на семенскиот материјал не е официјална и не функционира. Од Институтот за ориз велат дека очекуваат деновиве да ја добијат листата и да започнат со продажба на семењата кои ги имаат на залиха. Во меѓувреме земјоделците се снаоѓаат како знаат и умеат. Едни семе набавуваат по своји канали од Италија, други употребуваат меркантил, а трети чекаат прометот на квалитетните семења да профункционира за да може да набават. Особено поради фактор дека квалитетното семе е предуслов за богат и квалитетен род.